На јавноста веќе е познато дека Светиот Синод на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, организира се народен собор на кој што сакаме да искажеме протест, кој што е легитимно демократско право во секој општество против нешто со кое што не се согласуваме, особено ние како сериозни чинители на нашето општество. Таа одлука од 26.2023 година на Светиот архиерејски синод доаѓа како последица на игнорантскиот однос кон соопштението, не само на Македонската православна црква, туку на сите верски заедници. Соопштение кој што го потпиша сите поглавари на верските заедници. Во тоа соопштение бараме експлицитно повлекување на двата закони, од кои што едниот е веќе во собрание, тоа е законот за измена во матична евиденција, и вториот е предлог законот за родова еднаквост, кој што на некој начин се подготвува да влезе, заради тоа што веќе еве втор пат ширум државата се организира јавни дебати во однос на законот и покрај сериозното спротивставување и сосем аргументираните забелешки за содржината на двата закони, како црква имаме впечаток дека се инсистира да се продолжи постапката и законите да станат официјални формални законски решенија во нашето општество со целокупната нивна содржина. Сакам да потенцирам дека овој собир кој што го организира Македонската православна црква не е насочен против никого. Туку е насочен исклучиво против содржината на овие предлог закони. Ние образложивме во повеќе наврати и во самото соопштение, експлицитно изразуваме протест против новиот контекст што му се дава на поимот род, против родовата компонента која што е застапена во предлог законот за родова еднаквост и се користи, се злоупотребува на уште поексплицитен начин во предлог законот за матична евиденција, кој што предвидува промена на ознака за пол при изјава која што би се базирала на субјективни и индивидуални чувства на поединецот. Ја користам оваа можност да го повикаме дополнително народот за присуство, заради тоа што изразот на црквата, овој протестен рефлекс што црквата го пројавува, сосема погрешно се интерпретира во јавноста, анализирајќи се и преципирајќи се црквата единствено како институција. Црквата е многу повеќе од тоа. Црквата е жив организам, составен од конкретни луѓе, од заедница која што има вредносен систем, има систем на вредности, и тој систем на вредности е апсолутен контраст, апсолутно спротивен на она што ни го нудат и што се закануваат да го донесат овие два предлог закони во нашето општество, но и во црквата. Повеќе пати имаме напоменато дека сметаме дека овие закони сериозно ќе го загрозат нашето право на вероисповест, да ја проповедаме, да исповедаме верата, заради тоа што не само што ќе се редефинира целокупното општество, туку ќе се ограничи слободата на говор со оној член кој што се однесува на родово сензитивниот јазик. За крај, покрај повикот на народот да присуствува на овој собир, би сакал да кажам дека ние како црква се оградуваме однапред од било каква злоупотреба во некакви своји цели на овој собир, на овој протест. Протестот е насочен исклучиво против содржината на овие закони. Не поддржуваме никаков говор на омрза, никакво скандирање и повикуваме на мирни протести. Едноставно да кажеме не. Нашиот собир, присуството на тој собир би значило дека не се согласуваме со вакви предлог законски решенија во ваква форма. Ви благодарам. Доколку има прашање, повелете, само ќе ве молам поред. Prvo ще мислим да кажа дека закон се уште нема варење за законот за предлог законот за матична евиденција.
Меѓутоа, владачката Српска вчера соопшти дека ќе биде повлачен и дека ќе има поширока јавна дебата. Дали како црква ќе учествувате во оваа јавна дебата? Ние сакали или не сакали, веќе учествуваме во таа јавна дебата и ќе учествуваме. Црквата е и мора да остане своевиден коректив на совеста на општеството. И токму заради тоа се бориме. Никој нема право да ни го забрани тоа. Што се однесува до одлуката на извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, е за поздравување, иако тоа е партиска одлука. Сега се на потек сите механизми на владата и да видиме владата како ќе се произнесе. Дали имате конкретни предлози за тоа како би требало овој закон да изгледа или сте само против? Секако дека имаме, ние не сме против никого, рекавме. Особено не сме против остварувањето на нечии права. Протестираме и она што е спорно во законите, што сметаме дека сериозно реализацијата на овие закони може би ќе допринесе за поголемо остварување на нечии права на поединци или на групи, но тоа сериозно би ги загрозило правата на мнозинството, на 99% од населението во оваа држава, во Република Македонија. Тоа е, знаете, тоа е диктатура на сметка на остварување на нечии права, да се остваруваат права, нема да речам на малцинска група, заради тоа што во очите на црквата, во очите на Бог, само еден човек, само една човечка душа има вредност колку сиот свет.